Веднаш до Министерството за здравство се наоѓа барака во сопственост на овој владин ресор, кој пред повеќе од една година беше руина. Со макотрпна работа, бараката е реконструирана. Веќе една година е место каде што се сместуваат родителите чии деца се лекуваат од малигни заболувања на детската клиника. Оваа родителска куќа била идеја на група пријатели кои го имале истото искуство. Го формирале здружението САНО со една цел – да им пружат рака на родителите кои се соочуваат со најтешкиот предизвик во животот. Исклучиво со хуманитарни средства успеавме овој објект да го направиме за наше гнездо и за место каде што родителите може да се чувствуваат барем на кратко спокојно, да соберат сила, да се избања, да отидат расположени во соба на детето, затоа што само расположен родител може да го потикне детето да се бори со оваа тешка болест. Престојот во куќата се регулира согласно препораките на лекарите од хемато-онколошкото оделение. Додека трае лекувањето на детето, родителите се тука без да имаат никакви трошоци. За набавување храна, чистење, но и давање поддршка задолжени се волонтерите на САНО. Некои од нив и самите ја победиле болеста додека биле деца. Мојата цел и задача е да им помогнам, да им дадам психолошка поддршка на децата кои што во моментот се лекуваат преку најразлични работилници. Најчесто се одредени фигури од глина, разговор, било што на нив им е потребно во моментот и како тие најдобро се чувствуваат и што најдобро би сакале да прават. Мојата цел е исто така да им покажам и на родителите дека постои надеж и дека покрај тој непосакувано неизбежен настан животот е многу убав и постои живот после рак. Иван Христов е млад психолог кој веќе неколку месеци ги обучува волонтерите во САНО на кој начин да им пристапат на родителите чии деца се болни. Да се направи еден разговор кој е конструктивен со еден родител, да се даде еден среќен момент на едно дете кое е во некаква тешка состојба. За мене значи многу, заради тоа што за мене и за останатите значи многу малку да се даде, а за луѓето кои се од другата страна значи многу да се прими. Свој придонес даваат и млади луѓе од волонтерскиот центар Скопје, организација која ја формирале поранешни ИВС волонтери. Нашата улога е да обучиме и да мотивираме млади локални волонтери кои ќе бидат активни во овој центар и преку тоа ги користиме и ги споделуваме искуствата на веќе постоечките волонтери од другите европски земји кои биле на слични вакви проекти, односно биле во поддршка на ваков центар и своето искуство го пренесуваат на нашите млади и работиме на одредени методи како полесно се справат со предизвиците и активностите кои се случуваат во овој центар. Иако се работи за тежок период низ кој поминуваат родителите и болните дечиња, од здружението САНО секогаш со позитивна енергија порачуваат. Ние тука навистина искрено веруваме и знаеме од лично искуство дека ова е само една болест која децата ќе ја победат и кога животот ќе продолжи понатаму. Тогаш родителот, верувам, сваќа кои се вистинските вредности и семејството се зајакнува и продолжуваат понатаму со други предизвици.